Ужасна загаденост на воздухот во метрополата. Во скопската населба автокоманда синоќа беа измерени дури 827 PM10 честички, а во Маџирмаало 614. Граѓаните во главниот град и понатаму се гушат во отровен воздух. Лоша прегледност скоро на сите скопски улици, а единствено што можеше да се забележи беше смог и магла. Ништо подобро не беше ни утрово. Жителите на повеќе општини го почувствуваа загадениот воздух неколку пати над дозволеното. 14 од вкупно 33 мерни станици во Скопје покажуваат дека квалитетот на воздухот е опасен. Останатите покажуваат висока или делумна загаденост, а само една мерна станица покажува дека воздухот е чист. Односно, изутрината цело Скопје ја почувствувало високата загаденост, освен жителите на Сопиште. Загрижувачките бројки на отровни честички на воздухот секојдневно растат, а Скопје неколку пати се најде во топ 10 најзагадени градови во светот. Граѓаните реагираат на социјалните мрежи, бараат надлежните да преземат итни мерки за намалување на аерозагадувањето. Отиваквата загаденост може да биде и опасна по здравието на луѓето. Вчера градоначалникот на Скопје се обиде да ги смири граѓаните со тоа што најави трикомпонентна борба против аерозагадувањето. Решението го гледа во јавниот транспорт со цел граѓаните помалку да го користат автомобилскиот сообраќај, а проектот планира да биде завршен дури крајот на 2021 година, откако ќе му заврши мандатот. Најави и социјални пакети за луѓе кои не можат да си дозволат да се приклучат на централно грејење и зголемени инспекцијски надзори на индустриските капацитети. Скопје не е единствен загаден град во Македонија. Денеска висока загаденост има и во Тетово, Куманово, Свети Николе и Охрид.